Инфлацијата во САД се уште не е под контрола. Индексот на трошоците за живот се зголеми за 3% во јануари во однос на претходната година, според најновиот извештај на Оделот за труд на САД. Економистите велат дека неколку фактори го поттикнале скокот. Трошоците за домување се уште растат. Услугите се уште поскапи. Цените на производите во голема мера се намалуваа поради закрепнувањето од пандемијата и тој напредок во голема мера е запрен. Ние сме прилично добро во однос на стапката на невработеност, што значи дека луѓето работат, заработуваат пари, а кога го прават тоа, тие трошат. А многу трошење значи одржување на високи цени. Иако аналитичарите велат дека тој наследил генерално стабилна економија, американскиот претседател Доналд Трамп го обвинува неговиот претходник Џо Бајден за инфлацијата. Ова беше предизвикано од Бајден. Имав 4 години практично без инфлација. Значи, јас само преземам. Економистката Алисон Шрейгер вели дека некои мерки предложени од администрацијата на Трамп би можеле да ја зајакнат економијата. Особено намалувањето на даноците на претпријатијата, потенцијалните поголеми даночни реформи, дел од дерегулацијата, исто така ќе поттикнат економијата. Не се очекува потрошувачите да добијат олеснување кога станува збор за каматните стапки, но има и други мерки што може да се преземат за да се олеснат трошоците за живот, велат експертите. Сакате да го поддржувате слободниот пазар колку што може повеќе. Другата работа е што сакаме да го стимулираме и производството. Бериша истакна дека инфлацијата е глобален феномен и дека во споредба со другите земји, американската економија и со скромниот раст на работните места во јануари останува во добра форма.